Имаме буквално време за една поента од меѓународната политика. Можеме и три во едно. Твитерски да кажеме што се случува. Што велиш, Димитров ни ја зема тезгата. Ја зема тезгата, ќе се обидам јас сега па таму да играм. Ајде, да видиме што е она што се случува најважно во светот. Па, според мене, кратко она што го коментиравме пред 2 дена за овој самит во Глазгов, каде што големите расправа за се грижа за нашата клима и се што се треба да направат големите држави за да до 2050 климата се стабилизира. Се покаже дека форма без суштина беше нашата констатација погодена, бидејќи вчера, односно синоќа, Кина, Индија, Соединетите Американски држави сепак не се откажа од јагленот и сепак одлучија и натаму да градат нови термоелектрани, а ќе потсетам, нели, термоелектраните, јагленот беа главната причина за емисијата на стакленични гасови кои влијаат врз климата. Тоа е една од темите каде што имаше и големи протести во Глазгов, морам да кажам, каде што стварно вчера можев преку западните медиуми да видам колку луѓето беа револтирани. Таму имаше и десничари, левичари и секаков вид на народ, некако како да беа разочарани од дволичноста на лидерите светски кои 3 дена прават самит и на крај ништо не е поместено во договорот. Тоа е една од темите во интерес на нашево, нели, време. Второ темите ја морам да искоментирам ова што се случува со турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган. Имено неколку дена и повеќе време се шпекулира околу неговата здравствена состојба. Дури некои лица на социјалните мрежи објави дека тој починат поради што турската држава, нели, веќе ги уапсила поради тоа што шират шпекулации. Но она што загрижува е последните снимки на Ердоган кој е прикажан како се движи тешко, како не изгледа баш како што треба и дури она неодење во Глазгов за кое зборувавме дека причина е неговата безбедност, се поврзува со тоа дека тој можеби и не е баш толку долго во добра здравствена состојба, што па подгрева шпекулации, бидејќи Ердоган и Турција знаеме дека се една централна точка каде што се прекршува влијанието на истокот и на западот, која држава има големо влијание тука во овој дел, така да ќе мораме да следиме да видиме што ќе биде понатаму, дали се ова шпекулации или можеби едноставно Што е права, Турција има врвна медицина и медицинска нега, така што ако некој може да му помогне на Ердоган, тоа е сигурно Турција, турското здравство. Но се работи за политика, малце се шпекулира, дури беше прогласено и дека е починат, што не е пријатно. Да, ги видов тие имаше цел еден стрим на Твитер беше и така. Да, и тие лица се уапсени инаку, но она што загрижува тој не се појави да демантира. Сега мора и таа друга страна да кажа. Па човекот е во години се, што е право и се знаат дека има медицински проблеми, но ќе се види тоа во наредниот период што ќе биде. Или е можеби само една политика ако се зема во предвид која беше улогата на Ердоган сите овие години. Тоа е тоа дејане за утринава.